Гледате Дневникот на Сител. Во студиото со вас Иван Кузмановски. Добро вечер, ви благодарам што сте со нас. Ова се настаните кои го одбележаа денот. Се намалува цената на горивата од полноќ. Владата дополнително ќе одлучува за нови мерки. Опозицијата прашува дали новата власт во Унгарија ќе значи и нови услови за македонскиот кредит и унгарските бизниси во земјава. Владата уверува дека немало ништо тајно во договорите со Унгарија. Поранешната председателка на антикорупцијската комисија не чувствува вина. Одбраната тврди дека немало службена тајна. МВР од полноќ го стартува радарскиот маратон, 24 часа засилена контрола на патиштата. Примирието помеѓу САД и Иран се уште активно. Тензиите растат, 16 повредени во пукање во училиште во Турција. А во тема на денот вечерва за изборните резултати во Унгарија, како тие ќе влијаат на односите со Македонија и на случувањата во регионот, но и за предстојните избори во Бугарија ќе разговарам со поранешниот пратеник Илија Димовски. Останете со нас. Регулаторната комисија за енергетика ја намали цената на горивата. Од полноќ дизелот ќе се точи за 2,5 денари поевтино, а бензините за денари половина. Иако беа најавени постпразнично, владата ќе го разгледува извештајот на пазарната инспекција по направените контроли во маркетите, па дури потоа ќе одлучува за воведување на дополнителни мерки за граѓаните. Поевтинуваат и бензините и дизелот. Регулаторната комисија ги донесе новите цени на горивата. Од полноќ цената на БС 95 и 98 се намалува за денар и пол и ќе се продаваат по 82 и 84 денари. Дизелот пак поевтинува за 2,5 денари и ќе чини 95,5 денари. Цените се максимални, но поради попустот кој е во сила до крајот на април на најголемиот дел од бензинските станици. 95-ката ќе се точи за 80 денари, 98 октанскиот за 82 денари, а дизелот ќе се продава за 92,5 денари по литар. Ова е прва одлука на регулаторна откако нејзин председател стана Ацо Ристов. Денеска тој ја презеде функцијата од заменик председателот Сулејмани. Била одржана и средба со членовите на комисијата. Во фокус на состанокот беше начинот како РКЕ делува во време на ценовна нафтена криза и мерките кои се преземени со цел амортизирање на ценовниот удар на нафтените деривати, информира од регулаторна. Владата пак треба да го добие извештајот од Министерството за економија за спроведените контроли на пазарниот инспекторат од февруари до април. Направени биле над 140 надзори на целиот синџир на снабдување, производители, увозници, дистрибутери, маркети. Извештајот треба да покаже што и колку поскапело и врз основа на тоа да се носат мерки. До сега како опција беше спомнато замрзнување на маржите и укинување на ДДВ-то на основните производи, кои сега имаат стапка од 5%. Но денеска мерки нема да се носат. Јас нема да ја водам инаку денешната седница на владата поради други обврски кои што ги имам. Инаку очекувам да го добијам извештајот и да го изанализираме овие денови и откако ќе го анализираме многу внимателно, тогаш сигурно ќе излеземе со одредени мерки. Сакаме тие да бидат овој пат микротаргетирани. Инаку државна статистика минатата недела пресмета раст на годишната инфлација во март од 4,9%. Најголем пораст е забележан кај храната и пијалоците. Мартин Арсов, Сител телевизија. А по владината седница од Министерството за економија и труд попладнево информираа дека анализата покажала минимален пораст на цените. Опфатени биле цените на 55 најпродавани производи, следени во 4 трговски синџери со различно ценовно позиционирање во периодот од 1 февруари до 1 април годинава. Кај основните прехранбени производи е забележан благ пораст од 0,45%, при што најголемо зголемување има кај кисело млеко, сирење, јајца и масло. Кај безалкохолните пијалоци е евидентиран пад од 1,01%. Кај овошјето и зеленчукот има намалување од 0,86% и покрај растот кај доматите и кромидот. Кај основните хигиенски производи е забележан пораст од 1,42%, велат од економија. Министерството оценува дека движењата на цените во анализираниот период се умерени и под контрола, благодарение и на намалувањето на трговските маржи. Доколку е потребно, најавуваат дека ќе бидат предложени соодветни мерки за стабилизација на цените.
Опозицијата прашува дали новата власт во Унгарија ќе значи и нови услови за македонскиот кредит и унгарските бизниси во земјава. Владата уверува дека немало ништо тајно во договорите со Унгарија. Поранешната председателка на антикорупцијската комисија не чувствува вина. Одбраната тврди дека немало службена тајна. Изборните резултати во Унгарија втор ден се главна тема за власта и опозицијата во земјава. Филипче прашува дали промената на власта ќе влијае на кредитот и унгарските бизниси во земјава. Мицковски тврди дека кредитот е договорен со унгарска банка и нема никаква опасност. Државата е отворена за сите кои сакаат да инвестираат согласно закон. Лидерот на СДСМ праша и дали министерот за правда ќе бара екстрадиција на Груевски, а Мицковски одговори дека враќањето на поранешниот премиер ќе значи и негово соочување со правдата. Победата на Петер Маѓар во Унгарија значи победа над руските и кинеските интереси во регионот, кој припаѓа на Европа, вели опозиционерот Филипче. Тој во смената на власта во Будимпешта гледа шанса да победа ревизија на договорите и инвестициите што ги има склучено владата на Мицковски со досегашната унгарска влада. Коментира дека Орбан токму со помош на актуелната власт ја користел Македонија како приватна колонија за своите политички и финансиски интереси. Ова е голема историска победа на демократијата над автократијата, на Европа над руското и кинеското влијание и на владењето на правото над корупцијата. Орбановата компанија 4iG доби лиценца за мобилен оператор во Македонија. Преку тајни договори и посредници Орбановиот круг имаше влијание и во енергетскиот сектор и во железницата. На бизнисот во енергетика, последно преку фирмата Status Energy. 1 милиарда евра. Кинески пари, потврдено во соопштение во рапорт на Европскиот парламент. На владата на Мицковски под така наречени пријателски услови, кои што ќе ги отплаќаат нашите внуци. Премиерот Мицковски пак ја честиташе победата на Маѓар и изрази очекување за проевропска политика. Нагласи дека соработката со Орбан била блиска, но додаде дека нема ништо тајно во досегашните инвестиции унгарскиот кредит. Петер Маѓар ја доби поддршката од унгарските граѓани. Политиките кои што тој ќе ги води, очекувам да бидат проевропски, проинтегративни и очекувам безкомпромисна поддршка за интеграцијата на регионот, вклучително и нашата држава, во рамките на Европската Унија. Компанијата 4iG, која што патем речена е партнер со германската Rheinmetall и со SpaceX на Елон Маск, уплати веќе 9 милиони евра и се стекна со правото да биде трет мобилен оператор. Вистинското прашање е зошто во времето на СДСМ и ДУИ немаше трет мобилен оператор. Второ, кредитот е со Ексим банката, не со владата. Јас не очекувам апсолутно никакви промени, бидејќи договор е договор и договор треба да се почитува. Исто како што и ние почитуваме многу договори кои што се направени во минатото, кои што можеби не ни се допаѓаат, но тоа е што е. Филипче бара и екстрадиција за поранешниот премиер Груевски. Мицковски пак вели дека неговата судбина е во рацете на унгарските власти, но доколку се врати во земјава, ќе се спроведе осудителната пресуда. Има ли барање за екстрадиција досега? Ова влада на ВМРО знам поднесено за враќање на Никола Груевски. Доколку нема, зошто нема? И доколку нема, дали денеска во текот на денот после изјавата на новиот унгарски премиер ќе поднесат барање за екстрадиција на Никола Груевски. Екстрадиција е побарана уште во 2018-та, а е одбиена во 2019-та од страна на унгарските власти. Немам очекувања никакви, но доколку Никола Груевски се појави во Македонија, тој има правосилна пресуда и тој веднаш од кога ќе се појави во Македонија, нормално органите на редот ќе го обезбедат и ќе го упатат на ослужување на затворска казна која што е согласно правосилна одлука. Мицковски го подсети Филипче и дека партијата на Маѓар припаѓа на Европските народни партии, каде членува и ВМРО ДПМН. Катерина Нешкова, Сител телевизија.
Од Министерството за правда попладнево излегува состав, појаснувајќи дека за Никола Груевски досега е поднесено едно барање за екстрадиција на 20 ноември 2018 година, како и дополнување на барањето во јуни 2019. Екстрадицијата беше побарана за сите предмети за кои постоја сознанија дека се водат постапки пред македонските правосудни органи, односно за сите случаи за кои е распишена потерница, велат од Правда. Република Унгарија го одби барањето за екстрадиција на 5 август 2019 година со образложение дека на Никола Груевски му е одобрен азил согласно нивното законодавство, кое не дозволува предавање на лице кое ужива таков статус на државата од која избегало. Министерството за правда континуирано го следи случајот и ги презема сите мерки согласно закон да ги обезбеди потребните документи. Во текот на утрешниот ден ќе биде доставено барање до надлежните судски органи и обвинителства и ќе се побараат потребните списи за сите предмети поврзани со лицето Никола Груевски. Откако од надлежните органи ќе ги добиеме потребните документи, Министерството за правда ќе постапи согласно позитивните законски прописи, велат во соопштението испратено од Министерството за правда. Министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски остварил телефонски разговор со Анита Орбан, главен советник за надворешна политика на новата владеачка партија на Унгарија ТИСА. Во разговорот министерот Муцунски упатил искрени честитки по повод резултатите на парламентарните избори. Соговорниците ги реафирмираа одличните билатерални односи и високото ниво на политичка соработка, изразувајќи подготвеност за нивно понатамошно продлабочување со посебен акцент на политичката, економската и трговската соработка. Воедно разменија мислења за евроинтегративниот пат на нашата држава, при што беше потврдена јасната и силна поддршка од Унгарија. Стана збор и за актуелните геополитички состојби во Европа и пошироко, велат од Министерството за надворешни работи. Умерен оптимизам дека државата ќе добие позитивна оценка од Брисел има вице-премиерот за европски прашања. Според Сали, сите државни институции работат на исполнување на обврските од реформската агенда. Но во владата нема промени во ставот за уставните измени. Додека Брисел ги финализира последните забелешки од годишниот извештај за напредок на земјава во Скопје, влада е умерен оптимизам дека годинава државата ќе добие позитивна оценка. Вице-премиерот за европски прашања вели дека владината делегација е во постојана и интензивна комуникација со представниците на Европската комисија. Клучниот столб на кој владата го темели својот оптимизам е реформската агенда, документ кој е тесно поврзан со планот за раст на Западен Балкан. Според Сали, сите државни институции работат на исполнување на обврските. Интензивни се состаноците, координација со Европската делегација во Скопје и со канцеларијата на Европската комисија во Брисел. Очекуваме извештајот кој што е од Европската комисија деновиве да пристигне за делот на реформската агенда, за тие 16 чекори кои што ги очекуваме како позитивен одговор. И работиме во координација со сите институции вклучени во исполнување на чекорите, работиме за извештајот кој што ќе за исполнување на овие чекори во јуни, а извештајот го добиеме во септември. И натаму Жежо Костен е политичкиот дел од критериумите. Минатата недела бугарската министерка за надворешни работи упати остри критики и повтори дека без безусловно вметнување на бугарите во уставот, Македонија не може да ги продолжи преговорите. Од друга страна, македонската влада останува на ставот дека вистинска промена во односите може да се очекува само со посилен ангажман од Брисел и водечките земји членки на Европската унија. А промена на уставот не е можна без Софија да ги признае меѓународните пресуди за правата на македонското малцинство во Бугарија. Миријана Давидовска, Сител телевизија. Во тема на денот, како што најавив вечерва, разговарам со Илија Димовски, поранешен пратеник. Димовски, добро вечер, добре дојдовте. Добро вечер. Добро вечер. Главна тема втор ден се резултатите од изборите во Унгарија. Беа ли за вас лично изненадување? Па не, анкетите веќе месец-два говореа дека има одредена разлика во полза на ново формираната ТИСА. И од прилика резултатите и ги потврдија анкетите со тоа што нас малце пограмадно не изгледа заради изборниот модел во Унгарија. Таму е мнозински, воглавном е мнозински. Најголем дел од пратениците се бираат на мнозински листи, изборни единици по 40-50 илјади гласачи, каде што разлика и од 500 и од 1000 и од 2000 значи избор на пратеник, систем на елиминација, како британскиот модел на избор на пратеници. Затоа е еклатантна голема разликата во број на мандати. Доколку ја гледате онаа помала компонента во унгарскиот парламент што се бира на пропорционалната листа, разликата е само 4
4 пратеници. Доколку цела Унгарија беше како македонскиот модел за избори, разликата ќе беше 15 на 20 пратеници од вкупно 200 пратеници, до тоа што е тие услови за игра, беа услови за игра и за едниот тим и за другиот тим, и нема жалење, нема плачење, тоа е демократијата и еве видовме еден голем пресврт после 16 години. Бар медиумски. Што да очекуваме од тој пресврт после 16 години? Различни коментари гледаме во власта и во опозицијата во Македонија, во односите со Македонија. Ве прашувам дали може да се очекува некаква промена во однос на политиката, некакви еве како што спомена денеска опозицијата можности за промени во однос на бизнис релациите помеѓу двете земји, или некако ова да влијае на веќе воспоставени договори кои што се функционални? Многу е незрело и детски меѓународните односи на државата да се ставаат во меѓупартиски контекст внатре во државата. Тоа е тотално несериозно, но нема да навлегувам во тоа е прашање на препукување меѓу партиите. Прво мора да потенцираме дека пораките кои што од двете страни овие 2 дена се слушаат, и во една изјава на веројатно новиот премиер Маѓар, и во изјавата на Моцунски, и во изјавата на премиерот Мицковски, се многу позитивни. Се реафирмираше потребата и желбата на двете страни да ја продолжат соработката. Тоа е добро заради тоа што знаете, ние имаме некакво стратешко пријателство со Унгарија кое што е постигнато во минатите 10, 15, 20 години без разлика на промена на власт. Тука или таму, тоа стратешко пријателство треба да се продлабочува и се зголемува. Јас ќе потсетам дека Унгарија и помагаше на Македонија и кога СДСМ беше на власт. Така се сеќавате дека воени авиони на унгарското воздухопловство доаѓаа во Скопје, носеа опрема за време на корона кризата. И тоа не треба СДСМ да го заборава, заради тоа што тоа е некаков однос кој што ние како држава со Унгарија сме го имале и треба да го имаме. Ние не треба да размислуваме околу проблематизирање, туку треба да размислуваме каква таква соработка да воспоставиме и со Полска и со Чешка, држави од Вишеградската група, кои што и по однос на проблемите што сме ги имале во минатото со евроинтеграциите, поврзани со името, со условувањето, уценувањето, секогаш биле на наша страна, секогаш ни помагале отворено, секогаш се бореле. Сме имале некакви држави и тоа не смее да се упропасти заради упропастени кариери на политичари во Македонија и фрустрации кои што ги носат со нив. Тоа е многу несериозно и неодговорно и секој разумен човек ќе каже извинете, но немојте внатрешните пресметки помеѓу партиите да ги внесувате во односите со државите. Велам, добри се пораките, заради тоа што, видите, ние денеска не ги видовме истите пораки од новата унгарска власт спрема Србија и спрема Словачка. Таму имаше прилично полоши коментари, односно лоши коментари и кон Вучич и кон премиерот на Словачка, за разлика од односот на новата власт во Унгарија кон Македонија. Тој аспект јас се надевам дека овие пораки во овие 2 дена ќе се реафирмираат континуирано во следниот период и дека ќе продолжи соработката таму каде што е застаната и ќе се продлабочува. На крај на криштата, во Македонија има многу поголем турски капитал, многу поголем грчки капитал, многу поголем австријски капитал, многу поголем германски капитал. Воопшто на Македонија не смета диверсификација на странскиот капитал. Напротив, тоа може да донесе многу подобар квалитет во економијата. Од тој аспект нема никаква дилема и моето размислување и мојот совет до сите е дека треба се овие недокажаните меѓусебни политички кавги не треба да се пренесуваат на меѓународно ниво. Може би е многу важно да се спомени каква е промената која што се случува во Унгарија и дали воопшто има некаква причина Петар Маѓар да не соработува со Мицковски. Таму не станува збор за промена на левица со десница, станува збор за човек кој што бил дел од партијата на Орбан. И овие најблиски соработници кои што сега се споменуваат, еве шефицата на дипломатијата која што се најавува дека ќе биде до јануари била дел од партијата на не само Орбан. Тоа, значи, пред една година господјата Орбан, која што не е во фамилиарни врски со досегашниот премиер, до пред година дена била заменик директор во 4IG, компанијата која што доби лиценца во Македонија да влезе во македонскиот пазар. Така да, у принцип... А и оваа партија е дел од од семејството на Европската народна партија. Сега тоа е плод на еден процес кој што се случува во Европа генерално. Левицата е во условно кажано, не сакам лошо да звучам, во политичко изумирање. Значи, во Унгарија нема ниту еден пратеник од левицата. Не постои такво нешто. Има околу 1, нешто, под 2% на овие избори пред 2 дена.
Во Германија прва и втора партија се десница, така ЦДУ и АФД. Во Полска надпреварот е помеѓу две десничарски, една од европските конзервативци, друга од Европската народна партија. Во Австрија ви е Европската народна партија и партијата на слободата. Повторно прво и второ место се партија од десницата. Во Чешка ви е истиот пример, во Финска ви е истиот пример, во Португалија ви е истиот пример, во Ирска ви е истиот пример. Значи, веќе левицата го губи својот простор и на европско тло. И јас да сум на место на СДСМ не би се радувал на овој резултат, заради тоа што ниту еден пратеник нема левицата во... Дури и онаа трета мала партија која што влезе со неколку пратеници во унгарскиот парламент е крајна десница. Значи нема левица, не постои левица. Од тој аспект, дури и во изјавите кои што овие 2 дена ги неколку пати ги реафирмираше господинот Маѓар, генерално по однос на мигрантската политика, по однос на енергетската политика, по однос на политиката кон Украина нема некаква мигрантска, нема некаква, не гледаме некаква промена. Дури во изборната кампања тој застапуваше и за некои од овие теми, посебно за мигрантската политика, порадикални ставови и го напаѓаше Орбан дека е премногу попустлив. Разликата ќе ја видиме во односот со Брисел. Тоа, видите, едната десница во Унгарија беше поблиска до Вашингтон, другата десница во Унгарија има нормални, да речем, поблиски односи со Брисел. Во тоа е целата промена. Во однос на генералните политики, мислам дека нема да настане никакви драстични промени. Сега некако многу реакции во македонската јавност предизвика онаа вчерашна изјава на победникот на изборите Маѓар, кој што рече дека нема да дозволи земјата да биде прибежиште или место каде што ќе се кријат оние кои што бегаат од законот во сопствените земји, посочувајќи го тука директно и поранешниот македонски премиер Никола Груевски, па гледаме низа партиски политички реакции во таа насока, дали ќе биде екстрадиран, дали нема да биде екстрадиран, и слушнавме дека утре Министерството за правда ќе ги бара списите. Какви се вашите очекувања? Можно ли е да се случи екстрадиција на Никола Груевски? Дали некој треба да стравува од неговата екстрадиција во земја? Контекстот во кој што беше дадена изјавата на господинот Маѓар беше во контекст на двајца полски поранешни министри. Прва работа, втора работа, она што мене денеска малце ми засмета, можеби заради тоа што оваа дебата влезе во некакви пак дневно политички препукувања, дури и обидот на премиерот да даде едно правно толкување како би била хипотетички постапката, најде на различни толкувања. Значи не е прашање, ова прашање не е прашање на политика, не е прашање на владини одлуки ни во Унгарија, ни во Македонија. Апсолутно прашањето е на правосудни одлуки. Дури хипотетички Унгарија да започне некаква постапка, таа може да трае со месеци, со години, заради тоа што целата таа постапка е поврзана со меѓународни конвенции. На господинот Груевски му е признато правото на азил, таму врз база на состојба во Македонија, верификувана од институции практично кои што биле дел од европскиот правен систем, и јас мислам дека се тоа нема да оди толку така наеднаш како што се создава впечатокот во Македонија, и би апелирал можеби да се остави на правосудните органи тоа што беше објаснето денеска во тој контекст како би функционирало хипотетички, тоа е правната постапка, но да дојдеме до таа правна постапка, па има една долга правна постапка во Унгарија, која што еден од вашите колеги денеска во портал ја имаше прилично добро објаснето, така да мислам дека треба да се сконцентрираме на главното прашање. Тоа е да ги задржиме добрите стратешки односи со Унгарија. Со Унгарија, и веројатно и да се случи, нема да се случи Никола Груевски утре да дојде на граница со Македонија. Сега морам да ве прашам за тоа што некако ова се гледа победата на Маѓар во Унгарија, се гледа како на можност за повторување на таков изборен резултат во земјите од соседството. Можно ли е ваков резултат изборен во Унгарија да предизвика нешто слично и во соседна Србија? Видите, според она што денес таму немаме закажано избори, но нели се најавува, има најава дека може би или летово или есента дека ќе се случи. Српското општество е длабоко поларизирано. Можеби нумерички
ево пред нас господинот Вучич, но на ниво на енергија, на ниво на волја за промена, малцинството во Србија е многу попришутно, по-енергетски. Јас Србија би ја споредил можеби повеќе со ситуацијата во Македонија пред 10 години, отколку во ситуацијата во која што Унгарија се. А заради тоа што во Унгарија практично немате промена на политики, дури немате ни драстична промена на гарнитури. Имате само промена на ликот. На првиот лик во политиките. Додека во Србија тоа е невозможно да се случи, доколку Вучич тоа сам некако не успее да го изменаџира. Заради тоа што по однос на политиките во Унгарија очигледно нема поларизација. Сите се антимигрантски поставени, сите се по истите клучни позиции. Во Србија има длабока поларизација. Во Србија пред недела-две имаше некои анкети 35% кој е за ЕУ, кој е против ЕУ. Така да Србија не е компатибилен пример за споредба со Унгарија. Ајде ќе видиме што ќе се случува во Србија, но во недела имаме избори во Бугарија. И веќе гледам последните анкети. Прогресивна Бугарија, коалицијата предводена од поранешниот председател Румен Радев, има најдобри резултати на анкетите за сега. 33,6% наспрема 19% на коалицијата која предводи Бојко Борисов. Какви се вашите очекувања? Што може да се случи во Бугарија викендов? Може ли да се направи добра проценка ако видиме дека ова е за прв пат настап на Румен Радев со политичка партија на избори? Видете, несомнено е, тоа и сме го констатирале кај вас тука, во ова студио, несомнено е дека Румен Радев ќе победи на парламентарните избори во Бугарија. Практично тој целата своја председателска кариера зад себе ја темпираше во насока на моментот кога ќе донесе одлука или кога ќе му заврши кој ќе биде сигурен дека ќе има победа. Така. Тоа е прва работа. Она што можеби е малце поголемо изненадување е тоа што очигледно е дека тој многу тешко или воопшто нема да стигне до бројката од 120 претеници избрани од неговата партија. Во тој контекст, заради тоа што влезот во парламентот според сегашните бројки е загарантиран за 6 партии. Она што можеби пред неколку месеци, ако го анализиравме, ќе го гледавме како опција е Румен Радев да направи коалиција со ППДБ, со продолжуваат промените на Василев и дека во тој случај би имале над 120 претеници. Но кампањата донесе најголем конфликт токму на таа релација. Да, и со ДПС гледам дека тоа е во конфликт со следните со кои што може да коалицира. Практично него му останува опција да коалицира со Костадин Костадинов, преродба на македонски или на бугарски Возраждање, кое што е класична значи тој си оди редовно во Русија, се залага против еврото, против Шенген, што е самоубиство за Радев или евентуално кој што би значило признание на тие руски врски кои што од страна му се наметнуваат на Радев. Значи во конфликт е со ГЕРБ, во конфликт е со ДПС, турската партија која што ја води Бугарин Пеевски, во конфликт е со ППДБ. Значи не му останува простор со кого да направи коалиција. Да, можеби на одредени антикорупцијски теми ќе најде соработка и да речам заедничко гласање за некои судски реформи или за судски органи, судечкиот совет, така го викаат тие, или главниот обвинител со ППДБ, но за владење е скоро невозможност после сите отровни стрели кои што беа кажани во кампањата. Затоа и во бугарските медиуми последните неколку недели се анализира можноста дека во септември ќе има следни повторно во низата парламентарни избори. Разликата со Македонија е тоа што уставниот систем во Бугарија и дава целосна моќ и на оваа привремена влада, но и на влада која што би била назначена од председателот Јотова. За нас што е полошо? Влада предводена од Радев или повторно предвремени избори во Бугарија и техничка влада? Видете, јас мислам дека доколку нема концентрација на политичка одговорност, шансата да се донесе некакво решение за олеснување на односите со Македонија е многу поголема. Од тој аспект, за Македонија не е добра вест влада на Румен Радев. За жал. Во Бугарија има многу други политички структури кои што се попријателски настроени спрема Македонија. Не би сакал да навлегувам јас во теориите на заговор, но мислам дека кај Румен Радев има и отпор кон идејата дека Европската унија генерално треба да
да се проширува. Од тој аспект за Македонија не би било добра вест Румен Радев да стане премиер. Ако добро паметам, во последното гостување ваше овде имавте некакви позитивни очекувања од актуелната министерка за надворешни работи Надежда Михајлова или Нински, согласно новото презиме кое што го има, меѓутоа гледаме дека не е така и таа дава изјави во кои што вели ништо без уставни измени не може да се направи. Не види, прашањето на уставни измени мислам дека веќе не е проблематизирано. Прашањето е дали тоа ќе биде прво во низата на отстапки од македонска страна или ќе биде последно во низата отстапки од македонска страна, кои што досега се направени. Таму е дилемата. Инаку не е проблем бугари, хрвати, црногорци, не е проблем дури да се разговара и за јазични права во Македонија. Не мора ние да бидеме бијазично општество, може да внесеме влашки, српски, ромски, турски јазик, па и грчки јазик доколку е потребно во одредени средини. Нашите бизниси во Гевгелија, Битола зависат и од тој контекст. Така генерално македонското општество и македонската политичка сцена е либерална по однос на тие прашања. Клучното прашање е дали ние после таа отстапка ќе имаме уште стотици барања или тоа ќе биде последното барање. Така да не би навлегувал тука. Мислам дека доколку повторно се случи да продолжи ова или да има нова времена влада во Софија, нашата влада не треба да ги одложува иницијативите за подобрување на односите и за обиди да се најде решение, заради тоа што времето поминува, проблемите се продлабочуваат, растат генерации со убедување дека сме непријатели, а тоа не е добро. Реков, не заради Европската унија, туку и заради геостратешките односи помеѓу овие мали држави. Сите ние мали држави на Балканот, нас не треба еднакво добри односи со Србија и со Бугарија и со сите други соседи. Така да, доколку се случи да не се формира влада, нашата влада ќе има можеби поголема причина повеќе да биде поиницијативна, да дојде до Софија, да стигне до Софија, да разговара и да се обидува да ги најде. Нема тоа да биде лесно, веројатно првиот пат, петиот пат, 10-тиот пат, тоа ќе биде осудено на неуспех, но треба да почне да се разговара. Да, во секој случај веројатно не е прифатлив изборот да чекаме со децении на некои подобри услови. Јас тука се согласувам со оценката на владата дека одлуката не се носи во Софија. Дека во моментот кога големите европски држави ќе донесат одлука за проширување на Европската унија, воопшто нема да бидат битни овие мали ситни недоразбирања помеѓу балканските држави. Србија, Албанија, Црна Гора, Хрватска, Бугарија, значи тоа све ќе биде анулирано за 24 сати и ќе се донесе одлука, секако спекување во некакви компромиси и така натаму. Така да од тој аспект одлуката за проширување на Европската унија не се носи во Софија. Димовски, благодарам многу за Благодарам. Каква иднина имаат македонско-унгарските односи по промената на власта во Будимпешта? Останува ли Унгарија силен поддржувач на македонскиот европски пат? Каков ќе биде импактот врз економската соработка? Анализа во вечерните вести на Сител. Кристијан Смилевски е новиот јавен обвинител кој го застапува обвинението за предметот Талир 2 за седиштето на ВМРО ДПМН, во кое обвинет екс-премиерот Никола Груевски. Тој денеска за прв пат се појави во судница, но рочиштето се одложи поради отсуство на сведокот Кирил Божиновски, кој бил напад во странство. Смилевски рече дека го проучил предметот и се надева дека постапката ќе заврши пред случајот да застари кон крајот на август или почетокот на септември. А ако Груевски се врати, обвинителот потврди дека тој има право да побара да му се суди во присуство. Талир 2 се однесува за незаконската градба на седиштето на партијата. Новиот обвинител го презема случајот откако Савески ги повлече овластувањата на обвинителката Ленче Ристовска, пошто таа си поднесе оставка. Застареноста на кривичното гонење не зависи од волјата на обвинителот или на судот. Меѓутоа, јас сум сигурен дека успешно ќе завршиме постапката пред да настапат условите за застареност. Значи, секој има право на судење во присуство. Доколку стане достапен обвинетиот Груевски, постапката, исто како и по поднесено барање за повторување на постапка, ќе почне одново. Меѓутоа, тоа зависно од колку ќе остане рокот за застареност.
По повеќе од 6 месеци през закажување, денеска конечно стартуваше судскиот процес за поранешната председателка на антикорупцијска Татјана Димитровска, рече дека не чувствува вина. Незината одбрана уверуваше дека немало службена тајна, а сите документи биле јавно достапни. Поранешната антикорупционерка Татјана Димитровска, која е обвинета за оддавање службена тајна и компјутерски фалсификат, на почеток на денешното судење кажа дека не се чувствува виновна за кривичните дела за кои ја гони обвинителството. Ја разбирам содржината на обвинението и со целост на почет кон судот, сакам да истакнам дека не го признавам делото. Не се чувствувам виновна за двете кривични дела и сметам дека не сум сторила ништо зашто сум обвината. Адвокатот на Димитровска тврди дека таа не оддавала службена тајна, бидејќи информациите кои ги споделила со обвинет во случајот Адитив се објавени на седница на антикорупцијската комисија. Од Државната комисија за спречување на корупцијата известен е судот дека е доставено известување со кое се потврдува дека ниту еден документ не е класифициран како службена тајна. Од обвинителството тврдат дека Димитровска седи на обвинителна клупа бидејќи откривала службени тајни. Тоа ќе го докажуваат со информации од мобилниот телефон на поранешната антикорупционерка. Проверката на незиниот мобилен се уште траела, се барале податоци и за други кривични дела. Во тек е обезбедување на други податоци и анализираме по однос на тоа дали истите представуваат доказ за евентуално друго кривично дело, се прават дополнителни проверки, така да станува збор за обемна електронска база на податоци. На Димитровска и се суди и за компјутерски фалсификат. Обвинителството открило дека во нејзино име други го полагал тестот за добивање безбедносен сертификат за пристап до класифицирани информации. Со неа на обвинителна клупа седат уште Билјана Мантева, вработена во ТЕЦ Неготино, и Миле Столевски, кој е колега на Димитровска од Државниот завод за ревизија. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Од вечерва на полнок Министерството за внатрешни работи го стартува радарскиот маратон. 24 часа на патиштата ќе има зголемена радарска контрола. Засилени контроли на патиштата се најавени до крајот на неделата. Од утре вечер на полнок, па во наредните 24 часа македонските сообраќајници ќе бидат преплавени со радари. Во ова деноноќие непрекинато ќе се спроведуваат засилени контроли за мерење на брзината на движење по патиштата низ целата држава. Покрај 24-часовниот маратон, акцијата ќе продолжи и до крајот на неделата. Како што соопшти од МВР, на овој начин македонската сообраќајна полиција се приклучува на Европската акцијска контрола, која спроведуваат сите членки на Европската мрежа на сообраќајни полиции. Брзото возење останува еден од водечките причини за сообраќајни незгоди со тешки и смртни последици на нашите патишта. Затоа мораме да делуваме постојано. За време на продолжениот празничен викенд пак, при редовни сообраќајни контроли, казнити се 1303 возачи. 1/3 од нив не ја почитувале пропишаната брзина на движење, а 26 лица возеле пијани. Лишени од слобода за безобзирно управување на возило биле 57 лица, од кои 6 за возење под дејство на алкохол, 23 за возење без возачка дозвола, 4 поради претходно изречена забрана за управување на возило. Во истиот период оценени се 22 возила по член 300б од Кривичниот законник. Викендот сообраќајната полиција казнила и 19 возачи на мотоцикли за неносење заштитен шлем. Александар Динев, Сител телевизија.